Водостопанската подружница Брегалница остана без електрична енергија, откако службени лица на ЕВН Македонија ја исклучиле од мрежата за напојување поради неплатени долгови. Вработените во подружницата, кои веќе 2 месеца не зеле плата, беа на работните места, но оневозможени да ги извршуваат работните задачи, односно да им издаваат решенија, фактури и друга документација на водокорисниците и странките. Од раководството на Брегалница рекоа дека немаат сознанија за колкав период не е платена струјата, со оглед што трошоците ги подмирува централата на акционерското друштво Водостопанство во Скопје. При тоа, Брегалница редовно ги исполнува обврските за одржување на каналската мрежа, за водоснабдување на корисниците, како и за наплата на водниот надоместок, поради што е една од најдобрите работни единици на водостопанство. Само годинава наплатата на сметките за користење на услугите е реализирана со над 90%, а парите се уплатени на заедничката сметка на предпријатието. Поради тоа нејасно е зошто не се платени трошоците за струја, поради што подружницата дошла во ситуација да биде исклучена од мрежата. Од колегите од другите градови, вработените во Брегалница дознале дека и таму ситуацијата е иста. Односно, од 12 подружници, колку што ги има во државата, половината останале без електрична енергија. Сегашниот начин на организацијска поставеност на водостопанската дејност со подружници во регионите во државата се покажува како нефункционална, поради што вработените во Брегалница очекуваат раководството на акционерското друштво Водостопанство или пак владата да најдат поинаков модел на поставеност. Нивна оценка е дека поранешниот начин на организираност, кога секоја подружница беше засебно предпријатие со своја сметка, е поефикасен, поради што можеби треба да се размислува во тој правец. Кочанската водостопанска подружница успешно ја привршува во годишната наводнителна сезона во целиот источен регион. За корисниците во Овчеполието неодамна беа испорачани изголемени количини вода во однос на договореното. За испорачаната вода и за другите услуги, водостопанската подружница Брегалница од сите водни заедници во регионот годинава собра близу 40 милиони денари. Тие веќе се уплатени на сметката на акционерското друштво Водостопанство во Скопје. Локалната самоуправа на Зрновци иницира постапка за изградба на спортско-рекреативна велосипедска патека, што ќе ги поврзува трите населени места во општината. Целта е со таквиот инфраструктурен проект да се влијае на подобрување на условите и капацитетите за развој на туризмот, посебно во руралните средини. Иницијативата е дел од проектите што општина Зрновци ги нуди на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во рамки на повикот за изработка на долгорочен стратешки план за туристичките потенцијали на микрорегионите. Проценка на локалната власт на Зрновци е дека потенцијалите се големи, при што преку јавно-приватно партнерство, како сместувачки капацитети во функција би можеле да се стават и објекти што се под општинска надлежност, но подлог период не се користат. Со донесување на новиот буџет за 2023 ќе предвидиме една таква капитална инвестиција, да почнеме со реализација на таков проект и самата агенција нафаќа се веднаш да дојде да ја упише на еден начин и да не има како понуда за таков туризм. Имаме објекти што знаеме дека не се користа со преадаптација со јавно-приватно партнерство, можеме да ги користиме за сместувачки капацитети. Пример, како што е училиштето Видовиште, така ни стое, спратот на домото Видовиште, услови за парагвајдерство на Свети Петка. Ние таму имаме планински пат, кој што единствено што можеме да преидеме за негово уредување и асфалтирање е да горе нешто регистрираме. Сите што можат, тоа ќе видиме и како ќе го документираме и доколку треба некои дозволи или сертификати да се издават на домакинства што се заинтересирани да нудат сместувачки капацитети на заинтересирани од страни. Од технички аспект, можностите за изградба на спортско-рекреативната велосипедска патека меѓу селата Зрновци, Мородвис и Видовиште се реални. Со неа ќе се добие алтернативно поврзување во должина од околу 4 километри.
Исто така, општина Зрновци ќе иницира и постапка за соодветно планско урбанистичко решение за изградба на автокамп. Општина Кочани информира дека започнале градежните работи за реконструкција на улицата Јордан Зафиров во Кочани, која што се подготвува за асфалтирање. Во изминатите денови било направено нејзино тампонирање, а во периодот што следува ќе бидат поставени и рабници. Истовремено, општината информира дека почнало и тампонирањето на дел од улицата Маршал Тито во селото Тркање. Во текот на денот се извршуваат и последните подготвителни активности за асфалтирање на десната коловозна лента на булеварот Стево Теодосиевски во Кочани. При тоа од општината ги известуваат сите учесници во сообраќајот дека од четврток почнува асфалтирањето на десниот коловоз на овој булевар, поради што се апелира за зголемена предпазливост и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Реализацијата на проектот за реконструкција на паркот на Револуцијата во Кочани, со кој тој доби целосно ново партерно уредување на шеталиштето и нова современо обликувана урбана опрема, актуализира конкретно прашање. Каде завршија канделабрите од кеот на реката покрај Центарот за култура Бели Мугли? Ќе бидат ли поставени на друга позиција? Кој одлучува која ќе биде тоа место? Со други зборови, како општината се грижи за сопствените материјални ресурси, што ги обезбедува со пари на граѓаните, урбана опрема која се уште може да се користи. Со одговорите на прашањата од таков вид најчесто управува јавноста, затоа што сопственикот на овие материјални добра не излегува со информација. Згора на тоа не се решава ниту да ги вклучи граѓаните во донесувањето на такви навидум ситни одлуки. Од овие причини остануваат шпекулациите за камените коцки со кои порано беше поплочена улицата 9 мајка детската градинка. Се шпекулира дека тие завршиле во нечии дворови при нејзината реконструкција. Исто така се зборува и дека понова столарија од општинските објекти што се заменуваше со нова завршила на приватни објекти. Отсуството на транспарентни одлуки и ненавременото информирање на јавноста ќе бидат причина и натаму да расте и да биде оправдан сомнежот и недовербата на граѓаните за можните злоупотреби и манипулации со јавното добро. Универзитетот Гоце Делчев од Штип ги отвора вратите за новите студенти во наставната 2022-2023 година. Од петок започнува првиот рок за запишување на бруцошите на вкупно 12 факултети и 3 академии што се во состав на универзитетот. На завршените седношколци од целата држава на располагање им стојат 3870 слободни места за 100 студиски програми во 3 циклуси на студии. При тоа, околу 2200 студенти се планира да бидат редовни со плаќање на доместок од 200 евра. 913 ќе плаќаат на доместок од 400 евра, додека нешто повеќе од 750 места се наменети за вонредните студенти. Според конкурсот за уписи во прва година на Универзитетот Гоце Делчев, нема да се плаќа партиципација за студенти без родители помлади од 26 години, доколку се невработени. Исто така партиципација нема да плаќаат лицата со инвалидност согласно уредбата на владата. Потоа воените инвалиди и лицата кои биле сместени во домови за напуштени деца, доколку се невработени. Студентите од ромската националност кои ќе се запишат во наредната учебна година ќе бидат ослободени од партиципација за прв и втор семестар согласно проектот на владата. Ослободувањето од плаќањето партиципација за студирање во прва студиска година скоро за сите факултети е можно за запишани во прв уписен рок како редовни студенти во државната квота, доколку се меѓу првите 10 или 20 рангирани во зависност од факултетот. Пријавувањето на кандидатите за првиот уписен рок почнува на 25 и ќе трае до 30 август. За вториот уписен рок ќе биде на 9 и 12 септември, а за третиот на 21 и 22 септември. Прелиминарните резултати од првиот уписен рок ќе бидат објавени на 31 август, додека проверката на знаење и умења за факултетите за кои е потребен тој критериум ќе се врши во договор со кандидатите.